Почитувани колеги, почитувани представници на владата, унапредувањето на животната средина, вклучително квалитетот на воздухот, управувањето со водите и управувањето со отпадот, се едни од најверливите теми во нашето општество, но и огромен предизвик за нашата држава како на централно, така и на локално ниво. Овие теми со право постојано предизвикуваат револт кај граѓаните заради споредо темпо на имплементација на проектите за заштита на животна средина и заради нискиот квалитет на истата. Сите сме свесни дека Македонија, а особено големите градови, пред се Скопје, но и Куманово, Тетово, Струмица и така натаму се на врвот на најзагадени градови во светот. Од тука, моето прво прашање до министерот за животна средина и просторно планирање е поврзано со заемот од Европската инвестициона банка наменет за подобрување на водната инфраструктура на општините во висина од 50 милиони евра. Договорот за заем беше подпишан во ноември 22 година, пошто следуваше донесување на методологија за распределба на средствата во август 2023 година. На сите општини им се доделија рамномерно по 200.000 евра или вкупно 16 милиони евра, а останатите средства до вкупниот износ се распределија пропорционално врз основа на бројот на населени места и бројот на население во истите. Ова беше направено првпат во Македонија за да и помалите рурални општини добијат повеќе средства, земајќи во предвид нивната развиеност и потребите. И при тоа не се гледаше воопшто на партиската припадност на општинските управи со оглед на тоа дека средства беа предвидени за сите без исклучок. По донесувањето на методологијата и информативните составници со општините во сите региони, нареден чекор беше општините да достават проектна документација до Министерството, пошто следуваше процес на разгледување и одобрување на истите. Последниот чекор е Министерството да пристапи кон подготовка на тендерска документација за објавување на јавни набавки за секој од проектите и конечно нивна реализација. Како и со многу други проекти, процесот на реализација на заемот е со многу бавно темпо, при што голем дел од подготвените и одобрените проекти на општините не се објавуваат за реализација од страна на Министерството за животна средина. Овие средства се обезбедени за општините, наменети се за проекти за подобрување на водната инфраструктура во општините, распределени согласно критериуми и методологија, не се распределени по партиски клуч и не се за хортикултурно разубавување на општините, туку за исклучително значајното подобрување на водната инфраструктура во општините. Од тука моето прво прашање е следново. 3,5 години по одобрувањето на заемот од Европската инвестициона банка, колкав процент од заемот е реализиран? Зошто не се распишуваат јавни повици за веќе подготвените проекти и колку пенали за неискористените средства од заемот се плаќаат кон банката заради одстењето? Денес почитуван министр нотирано уште една од слабостите на оваа влада – управувањето со отпад и спроведувањето на циркуларната економија. Во 2026 година, во време на поставени стандарди во оваа област, нашата држава се уште нема донесено нова национална стратегија за управување со отпад. Тоа е недозволиво и е доказ за неажурноста да се обезбеди основна рамка за еколошка институционална одговорност. Регионалните системи за управување со отпад не функционираат. Општинските комунални предпријатија се непродуктивни, неефикасни и се во огромни долгови. И покрај значителната и континуирана финансиска помош од Европската унија, системот за регионално управување со отпад не е воспоставен и нема никакви резултати. Тоа е јасен показател за хроничен недостаток на одговорност и посветеност од страна на локалните власти, но и за слабите меѓуинституционални односи и хаотичното донесување на одлуки на централно ниво. Граѓаните во Скопје и Скопскиот регион се веројатно најдобри се сведоци за немањето идеја како ќе се решава сериозниот проблем со отпадот. Циркуларната економија која требаше да биде двигател на модернизацијата стагнира. Владата не ја ни спомнува како опција за решавање на проблемот со отпадот. Ограничената свест на засегнатите страни, недоволните финансиски средства и инфраструктурни пречки не се оправдување. Тие се последица на владиниот неуспех да инвестира, да едуцира и да мобилизира. Наместо да се гради систем за селекција, рециклирање и современ третман на отпад, земјата тоне во хаос од ѓубре и губи европски фондови. Но ова не е само административна слабост. Ова е и закана за здравјето на граѓаните, бидејќи покрај економската се соочуваме и со здравствена криза заради неспособноста за справување со загадувањето на животната средина. Сега сме април 2026 година и доколку до крајот на годината не се завршат проектите, а знаеме дека не се ни почнати како што треба, Македонија ќе биде исправена пред можна обврска да враќа 20 милиони евра веќе потрошени средства до Европската унија. Ова е класичен пример за институционална негрижа.
Во јануари 2023 година владата предводена од СДСМ обезбеди 55 милиони евра заем од Европската банка за обнова и развој, како и дополнителни грантови и подршка, и тоа од Европската комисија дополнителни 22,5 милиони евра грант од механизмот за грант средства за Западен Балкан, 9 милиони евра грант од швајцарски СЕКО и 1 милион евра грант од СИДА, како и дополнителни континуирани средства од ИПА фондовите, со што започна проект со кој ќе се градат регионални центри за управување со отпад. Средствата беа и се предвидени за изградба и рехабилитација на регионални депонии, изградба на трансфер станици, набавка на опрема, затворање на нелегални депонии, еколошки безбедно и здраво отстранување на отпадот, како и селекција на отпадот. Овој инвестициски проект ги зголемува стапките на покривање на услугите за собирање отпад низ регионите и го минимизира дивото депонирање. Корисници се 5 македонски региони: југоисточен, вардарски, пелагониски, југозападен и полошки регион. По скоро 2 години од работа на оваа влада ситуацијата е следна. До денес не е усвоена националната стратегија за управување со отпад 24-36 година, иако е изготвена уште во јули 24 година со одржани јавни расправи во септември истата година. Стратегијата ги дефинира чекорите што треба да се преземат како дел од постепеното воспоставување на системот за управување со отпад, вклучително и регионални центри, како и главните принципи за управување со отпадот и одржливо користење на природните ресурси. Не е распишана набавката за опрема за Полошкиот регион, не е завршена набавка на опрема за Источниот и Североисточниот регион и не е завршена изработка на нова физибилити студија за Југоисточниот и Вардарскиот регион. А во Пелагонискиот регион проектот се соочува со неусогласености кои предизвикуваат револт кај граѓаните. Наместо современи регионални депонии, имаме продолжување на агонијата со диви ѓубришта и нестандардни општински депонии. Градовите се гушат во отпад, а од влада која ветуваше година на промени, граѓаните добија година на застој. Реализацијата доцни, изградбата ја нема, а обезбедените европски фондови се загрозени поради доцнењето и нефункционалноста. Моето второ прашање, министре, е следново. Зошто до денес не е усвоена националната стратегија за управување со отпад 24-36 година, иако е изготвена уште во јули 24 година со одржани јавни расправи во септември 24 година? Денес е април 2026 година, а крајниот рок за искористување на средствата за регионалните депонии е декември оваа година. Зошто дости реализацијата на овие проекти во сите региони без исклучок и каков е вашиот план доколку Македонија биде принудена да врати 20 милиони евра на европските фондови поради нереализирани проекти? И последното прашање се однесува на квалитетот на воздухот и мерките за намалување на загадувањето. За ова не треба поширока елаборација со оглед на тоа дека за 8 месеци од денес Скопје и другите наши поголеми градови повторно ќе бидат први на светските листи на најзагадени градови во светот. Прашањето е кои мерки за намалување на загадувањето на воздухот се предвидени во буџетот на владата за 26 година. Докаде е носењето на законот за климатска акција кој беше ветување дека ќе биде донесен во 2025 година и дали од заемот од Република Унгарија наменет за општините се реализираат проекти за намалување на загадувањето и кои се тие проекти ако ги има? Ви благодарам однапред на одговорите.